Иренча Спировска подготвена за линковско вклучување во прекрасна црвена боја, која што многу убаво ти стои, Ирена, и добро утро да ти посакам тебе, добро утро на твоите гости, но јас ке оставам се на тебе да си најавиш затоа што овој настан е преубав. Повели. Ти благодарам, Слободанка, за убавата најава. Нека ни е добро утрово, нека ни биде денот исполнет со позитивна енергија, а мене токму таква енергија ме причека тука во просториите на пензионерите на општина Центар, од каде што денеска го правиме директното линковско вклучување во живо, за да најавиме една убава традиција што се негува последниве 24 години, имено Сдруженијето за култура, обичаи и традиција Гороцвет, кој е организатор на настанот Дебармалски средби и серенади, оваа година за прв пат во соработка со пензионерите на општина Центар ја организира оваа традиција која што ќе привлече многу генерации, не само повозрастните, туку и помладите, во чест на одбележувањето на предстојниот празник Свети Трифун и за некого празникот Свети Валентајн. Јас сум заедно со Живко Поповски Цветин, главен иницијатор на оваа убава традиција и настан, и се разбира со председателот на пензионерите на општина Центар, господинот Злате Стефановски. Предсе, добро ви утро. Нека ни се за многу години предстојните празници. Атмосферата ја свеќе споделив и со гледачите, тука на вистина е прекрасна, а Живко, вие се потрудивте да имаме распослани на масава тука еден куп цвеќиња на мирот, кои што не пречека и кои што ќе го најават овој разговор посветен на Дебармалските средби и серенади 2026. Кажете ни нешто за оваа убава традиција и манифестација. Прво да ве поздравам сите вас во студиото и вие овде, како и гледачите на Алфа телевизија, ова утринска програма. И навистина ми е многу драго што Алфа телевизија ги следи секогаш овие убави настани поврзани со обичаите, традициите и културата. И токму еве Дебармалските средби и серенади по 24 пат годинава ги организираме, како што рековте, во соработка со Сдруженијето на пензионери на општина Центар и со општината која не поддржува. Ги започнуваме утре во 13 часот со закројување на лоза кај Жабарот. Потоа дел од таа лоза ставаме во ова шишенце, каде што ќе има и вино и една порака за мир. И вака шишенцето од рака во рака преку најмладите ученици од основното училиште Колен Неделковски ја пуштаме оваа порака за мир во осветените води на реката Вардар, и да се пренесе таа порака на сите меридијани за мир во светот, зашто мирот на вистина може би сега ни е поважен и од кислородот. Тамо продолжува програмата со беседа за виното, потоа се пеат серенади, хорот Вања Лазарова ќе биде присутна, ќе пееме серенади, поетите ќе рецитираат своји песни за виното, за љубовта, и оттамо заедно со и активот на жени на пензионери на општина Центар, заедно со сите учесници продолжуваме на Боемска улица, каде што на Боемска улица и ќе се заигра едно оро, ќе се пие малку и вино, серенади, и продолжуваме во онај познат Скопски мерак. Скопските меракли, боеми, тамо исто така ќе рецитираат своји песни, потоа ќе се закројува вино и пастрмајлија, а исто така хорот Вања Лазарова и сите учесници, тука ќе биде и Вики Среброва, Верица Ристевска, потоа ќе биде Љупчо Ангелов и други познати имиња, меѓу кои и Благој Чоревски. Така да едно убаво друштво кое низ вино, разговор, дружба се преселуваме во кафеаната Дебармало, каде ќе бидеме послужени со греано вино
и малку кафе, малку да одмориме од таа, да речам, дружба со виното и љубовта. Оттамо одиме во Антица, со она песната Антице мори душице, тамо уште да продолжиме со песни, со музика, со оро, за да после на улица Костурски Херои, под еден балкон, пееме серенади на една повозрастна жена, која, ќе ни пушта балони, цветиња, паричка и бомбони. Онај што ќе ја фати паричката или онаа, ќе се оженат или омажат, а онај што ќе биде испрскан со вода, треба да се замисли што треба да прави, за да формира семејство и така натаму, додека пак оние што ќе ги фатат цветињата, тие ќе се заљубат и веројатно ќе произлези свадба и сето тоа. На крајот одиме по таа улица до Силбо. Силбо ни прават една прекрасна погача. Тамо исто така малку се напиваме, се крши погачата, се дели на сите и се дели по едно цвеќе на мирот, за да сите учесници, 50-тина кои се планира дека ќе бидат, ќе добијат од Силбо по една ваква сликичка и со една порака да има леп за сите луѓе во светот. Потоа, на крајот одиме во сладкарницата Апче, тамо не пречекува исто така една убава торта да се засладиме и да ни биде сладок животот на сите луѓе во Македонија, во Европа и во светот. Тоа е нашата порака, нашата цел, заедно со Друженијето на пензионери и активот во Сдруженијето на жени. Не само да ви биде сладок животот, туку да ви бидат сладки и пензионерските денови и години, а вие очигледно умеете да се потрудите да бидат така. Морам да кажам дека сум воодушевена од идејата и од целата програма која што ќе се случува утре, која што секако може да ја проследат сите кои што сакаат да бидат дел од оваа убава атмосфера. Сега би продолжила со господинот Злате Стефановски. Сдруженијето на пензионери на општина Центар за прв пат се вклучува во ова убава традиција, ако вам сите овие обичаи и адетиви се многу добро познати како жители на општината Центар. Така, добро утро пред се на сите гледачи на Алфа телевизија и на вас што дојдовте, што ни дадовте можност да се обратиме пред јавноста, да го представиме овој проект, навистина долгогодишен, благодарение на идејниот творец на Живко Поповски Цветин. Ние, како Сдружение на пензионери на општина Центар, сме вклучени во сите настани што се случуваат на територијата на општината. Учествуваме веќе на неколку заеднички проекти, како Ден на поезијата, веќе 2 години, кај што беше гостин Живко Поповски. Тој виде со кој може да правиме заеднички настани, кај што може да ги анимираме нашите членови, нашите граѓани од општината Центар, да не ги делам посебно. Меѓутоа, сепак поздравувам сите мои членови на Сдруженијето на пензионери на општина Центар. Овој настан, сценариото го објасни, како идеја е прекрасен. Ќе учествуваме, ние со активот на жените ќе учествува со правење колачиња за учесниците, бидејќи петок и рековме ќе има постни колачиња на игирици на реката Вардар, тамо кога ќе се фрла пораката на мирот, ќе има покрај виното и љубовта, ќе има и игирици и мали овие колачиња постни, бидејќи петок, да не кршиме традицијата. Потоа хорот Елегија, која исто имаме ние хор во рамки на Сдруженијето, исто се повикани сите, бидејќи тие песни што ќе се пеат како серенади, ние ги знаеме сите, не може нешто да не најде неподготвени тука, така да ќе учествуваме сите, ќе пееме, ќе одиме по улицата, ќе шириме љубовта, културата, среќата и едноставно да анимираме и други пензионери кои не се толку активни во Сдруженијата, не само нашето, туку низ цела Македонија. Значи,
пензионерското активизам е потребен на секој, наместо да седат дома да гледат само телевизија, да не кажам некои работи, што не треба као турски серии, пак и ги спомнам, бидејќи целодневни програми се турски серии, наместо тоа да излезат, да се дружат во ограноците, во своите здруженија, да бидат активни, да се најдат во некој од овие настани што ги прават здруженијата. Навистина прекрасно и секоја чест за сите вас кои што сте вклучени директно во организација, но и за сите останати кои што ќе го поддржат настанот. Ете, ова е накратко вовед во утрешното одбележување по 24 пат на дебармалските средби и серенади. Одлична програма, одлична атмосфера. Па ете, покана и за вас да се придружите и да ја проследите оваа убава дебармалска традиција, која што ја негова Сдруженијето Гороцвет и годинава пензионерите од Општина Центар. Се одјавувам од тука, а сега е време секако и за утринските вести на ТВ Алфа.